Здраво, јас сум Никола Поповски, универзитетски професор и економист. Во економијата често дискутираме за одредени состојби и решенија кои имаат директна примена во нашите животи. Но мислењата за ваквите состојби и решенија често може да бидат различни, па и диаметрално спротивни. Например, во кои сектори државата треба да ги регулира и ограничува цените на стоките и услугите? Каков даночен систем да се има? Со повеќе индиректни или директни даноци? Пропорционални или прогресивни даночни стапки? Колкави треба да бидат јавните расходи и за што треба да се троши? За земјоделски субвенции, социјални намени и повисоки плати во јавниот сектор или за изградба на инфраструктура, опремување во образованието и здравството и модерна одбрана? Анализите на ваквите дилеми и решенија се квалитативни и нивната проверливост често не е можно да се оствари целосно, затоа што подлежат на морални судови. Граѓаните врз основа на сопствените перцепции и светоглед се определуваат за таквите решенија. Но наспроти нив постојат квантитативни податоци кои се многу прецизни и со кои многу полесно можеме да ја опишеме економијата. Економските показатели се точни, објективни, мерливи и споредливи со соодветните претходни показатели, но и во меѓународни размери. Од тука дебатата врз основа на ваквите показатели е базирана на факти. Во ова видео тема ќе ни биде еден од најчестите проблеми со споредувањето на економските податоци. Споредување на моменталната просечна плата во оваа година со просечната плата во минатите години. Односно ќе направиме разлика помеѓу номиналните и реалните големини на платата. Прво, да појасниме што е номинален, а што реален податок. Номинални се вредностите што важат во моментот на самата пресметка и се искажуваат во одредена валута, како денари, евра или долари. Ако во јули 2023 година просечната нето плата била 36.286 денари, тоа е нејзината номинална или моментална вредност. Реална или вистинска вредност пак е кога номиналната вредност ќе ја коригираме според стапката на инфлација на соодветната валута. Затоа споредбите на моменталните номинални големини од различни години е со манипулативен карактер, особено ако инфлацијата во текот на годината е поголема од 1 до 2%. Кога се споредуваат такви податоци, треба да се споредуваат реалните, а не номиналните големини. Со тоа ќе се избегне можноста граѓаните да бидат доведени во заблуда дали одредена појава се подобрила или не. Ајде да ја споредиме просечната нето плата во јули 2023 година со онаа во јули 2022 година, бидејќи во меѓувреме имавме зголемена инфлација, а тоа многу влијае на износот на просечната нето плата. Ако само ги споредиме номиналните големини на платите од двата месеци, во јули 2023 година е 36.286 денари и во јуни 2022 година е 31.812 денари, ќе добиеме дека платата оваа година пораснала за 4.474 денари. Но тоа е само номинален раст и тоа не е точно. За да се добие реалната слика на просечната нето плата во јули 2023 година, треба нејзината номинална големина да се сведе на реалната големина, споредлива со просечната нето плата од претходната 2022 година. За тоа се употребува така наречениот дефлатор за една година, со кој се намалува номиналната големина на просечната нето плата. Во нашиот случај дефлаторот е годишната стапка на инфлација, па просечната нето плата во јуни 2023 година треба да се коригира за процентот на официјалната инфлација во периодот јуни 2023 јуни 2022 година. Или во случајот, годинешнава јулска просечна нето плата од 36.286 денари, за да се спореди нејзината номинална големина со платата од јули 2022 година, треба да се намали за нивото на годишната инфлација во периодот јули 2023 јули 2022 година, и тоа е 8,4%. Откако ќе се намали за 8,4%, добиваме споредлива плата од јули годинава, која изнесува 33.238 денари. Оваа реална големина треба да се спореди со просечната нето плата во јули 2022 година, која изнесувала 31.812 денари. Откако ќе споредиме, ќе добиеме дека платата се зголемила за 1.426 денари, а не за 4.474 денари, како што претходно беше неточно пресметано. Висината на просечната нето плата
често може се користи како аргумент во јавноста за да се потенцира успехот или неуспехот на одредена владина политика. Но како што видовме, таа може различно да биде толкувана. Од тука треба многу прецизно и внимателно да се соопштува што всушност представуваат номиналните вредности и во јавноста да се соопштуваат реалните вредности. Довидување.